Некаде до 10 часот се јавени на преглед 21 пациент поради невремето, односно поплавите, од кои 7 се хоспитализирани во нашата клиника. Се работи за едниот е за повреда на рамото, жена поправо, со луксација, односно травматско исколчување, која се лизнала во водата. Другиот се работи за повреда скршеница на подколеницата и овој што го кажа сега што чека во операционата сала. Моментално, колешката од пластика го работи пациентот кој што има рани на надколеницата и на подколеницата и ние чекаме во теков на завршување на оперативната интервенција со скочен зглоб да продолжиме со 2 скинати ахилови тетиви кај 2 различни пациенти кои се повредиле директно како причина е поплавата. Останатите 14 кои што не се хоспитализирани, претпоставувам се со полесна. Да, другите се на амбуланско лекување, пуштени се на домашно лекување, се работи за екскориација, огработени по кожата, лизнување и контузии по целото тело. На истите им е препорачена контрола во текот на утрешниот ден. Инаку ние сме екипирани и сме зголемени, појачени и со персонал и, како што знаете, имаме модерната опрема која што можеме да одговориме на овие потреби. И за крај само да ве прашам дали може да дојде и до реорганизација на здравствениот систем со оглед на воредната состојба, па само на едно место да се примаат повредените од поплавите, а во другите установи да одат останатите пациенти. Па се надевам дека тоа ќе оди преку Министерството за здравство, преку ресорниот министер, ако он нареди да се направи реорганизација, односно редистрибуција на пациентите, тогаш сигурно би го направиле истото. Меѓутоа би апелирал до граѓаните, доколку нема никаква потреба да излагаат на лизгаво време и покрај тоа што се престанати дождовите, сепак се лизгави коловозите, значи да не излагаат на непотребно изложување на ризик, во главном за постарата популација која што знаете рефлексите се лабавени, послаби, може да дојде до скршеница несакана и така натаму.